Dobro večer, ovde sme со Трајче Димков, кој е тренер на борачкиот клуб Киро Ристов. Добро вечер и од мене. Имаме да ви поставиме неколку прашања во врска со клубот. Ќе ви биде задоволство, ми представува чест што вашиот младински клуб при основното училиште Страшо Пинџур има такви активности со надеж дека еве и јас ќе помогнам малку во афирмацијата и запознавање на јавноста како работи нашиот клуб, кои резултати ги има постигнато и со намера дека можеби и ќе вклучиме и ќе анимираме дечиња кои ќе сакат да бидат активни во нашиот клуб. Првото прашање е кога е основан клубот? Стартот на клубот беше 2021 година, меѓутоа ние таа година ни беше повеќе за адаптација, селектирање на деца, имавме малку несоодветни услови за работа, работевме во една продавница додека стартувавме, додека не ни овозможи понатаму градоначалникот Виктор Пулнов да ни ја обезбеди, да не даде салата овде да тренираме, да ги создадеме условите. И некаде фактички официјално првите настапи веќе ни беа 2022 година и до ден денес некаде правиме 3 години како сме, ја почнавме и 4-та година со активности и се надеваме дека таа традиција ќе продолжи и понатаму. Второто прашање е колку членови содржи клубот? Па клубот брои моментално некаде околу 50 деца, поделени се во две возрастни групи. Тоа е првата екипа, тоа се борачи од 10 до 18 години. Тука ги имаме некаде околу 25 деца и отприлик уште 25 деца кои се на возраст од 5 до 8 години, кои работат со посебна програма, во посебен термин и значи ние буквално имаме секоја недела последна во неделата, 2 пати тренираат помалите, а секој ден, односно 5 тренинга тренираат повозрастните. Третото прашање е кои успеси ги има постигнато клубот? Клубот традиционално уште од стартот во почетокот настапува на сите државни првенства на Република Македонија. Значи имавме можност бидејќи се појави и повозрастни деца, така да настапиме во сите возрастни категории, во тежинските не успеавме во сите бидејќи е ограничен бројот на борачите. Значи од пионери, кадети, младинци, сеньори и можам да кажам дека можеби минатата година беше една од најуспешните кога успеавме да настапиме, да освоиме медал во сите возрастни категории. Имавме и меѓународни настапи и во 2023-2024 година. Таму значи Давид Гичев 23-та го освои третото место во Бугарија на турнирот Венцислав Полизоев. Минатата година Ангела Григорева и Викторија Спасовска стандардно учествува на турнири во Косово, каде што освојуваат исто така медали. Меѓутоа најдобриот, најважниот медал кој го освоивме во овие 3 години ефективна работа, а тоа е третото место на Балканското првенство за младинки до 20 години, каде што Викторија Спасовска го освои, реков веќе, третото место на тоа Балканско првенство и тоа ни е за сега, во овој момент, еден од најголемите успеси, така што и ова година, веќе 2025, продолжуваме со успех, бидејќи Викторија Спасовска пак ја потврди својот квалитет, го освои првото место во својата категорија, до 23 години овој пат, кај повозрастните, а Дарио Соколов беше пети, додека Дарио Атанасов остана безпласна. Веќе, за ваша информација, не очекуваат уште многу првенства во текот на оваа година, а тоа е првенството за сеньори кој ќе се одржи оваа сабота во Штип. Понатаму во април месец следуваат првенствата за младинци до 20 години, па првенствата за кадети, тоа се борачи до 17 години и веќе во следната на крајот на месецот тоа се пионерите, каде што ќе настапат борачи до 15 години. Понатаму веќе кој како ќе направи резултат, доколку имаме шампиони во нашиот тим, може да се стекнат со право да учествуват на репрезентативните меѓународни надпревари, на меѓународни, меѓутоа и на европски, меѓутоа главниот фокус ни е повеќе кон Балканското првенство кое треба да се одржи во некаде на крајот на годината. Во четврто прашање, како е да се работи со млади борачи? Да се работи е привилегија со млади борачи, со млади деца, поготово во една средина како што е овде, како што ја има, бидејќи се работи за деца, главната база ни е во Таринци,
меѓутоа не посетуваат и учествуваат во тренизите на надпреварите деца од Карбинци, од Аргулица, од Козек, од Балван, така да опфаќаме поширока повеќе населени места и е големо задоволство да се работи. Работа која на некој начин мене ме исполнува. Јас цел живот го работев тоа како тренер, бидејќи сум бил тренер и во Борешки клуб Балканец и во репрезентација. Во еден период учествував и на Олимписките игри како тренер во Пекинг 2008 година. Сум бил 8 пати државен првак на тогаш и на Југославија и на Македонија. Сум учествувал 8 пати на европски првенства, на светски првенства. Со Бучи Модјака го освоивме европското првенство клубско 1995 година, така да поминав, еве, ова година ми е јубилејни, правам 45 години во борење. Така да со тогашната доколку има можности и услови. Така да јас и во тој правец намерно го кажувам тоа за да ги мотивирам останатите дечиња дека може да се успее и толку има многу примери на луѓе кои на некој начин биле активни во борењето од Карбинци. Поред петто прашање и последното прашање за денес е кои се плановите за во блиска иднина? Па плановите, уште на стартот, ние работиме врз основа на програма на клубот, значи секоја година доставуваме и до управниот одбор, до собранието на клубот, меѓутоа и до градоначалникот кој многу ни помага во овој дел, доколку тој немаше да успееме да го одржиме клубот. Понатаму плановите е да се омасови нашиот клуб, да имаме што повеќе дечиња, да се соберат што повеќе деца, да се намираат деца, со намера да учествуваме на сите државни првенства и со надеж дека ќе постигнуваме резултати во иднина, меѓутоа со надеж дека можеби некој од оваа генерација на борачи ќе успее да учествува на тие олимписки игри кои што се врв на едно достигнување спортско на еден спортист. Такви примери ги имаме, рековме во борењето, бидејќи самиот Киро Ристов им учествува на две олимпијади како борач, јас им учествувам како тренер, така да некаде околу 6 борачи од Штип имат учествувано на такви надпреварувања на највисок ранг. Така да се надевам дека можеби во иднина ќе го направиме тоа. Јас би сакал да искористам можноста пред се и на вас да ви се заблагодарам, и да ви честитам на проектот што го работите, е многу важен, за да можеме да ни помогнете и вие, значи на некој начин да анимираме повеќе деца, да ги привлечете да ги привлечеме тие дечиња, да сватат дека ние тука работиме нешто многу важно, бидејќи младите луѓе без разлика што ќе се школуваат, што ќе работат, тие мора да спортуват. Значи спортот е нешто што е иднината понатаму на еден млад човек. Јас уште еднаш ви благодарам за можноста да бидам дел од еден ваков ваш проект. Ви благодариме што одвоивте дел од вашето време за да учествувате во интервјуто на медиумскиот клуб од Основното училиште Страшо Пинџош Карбинци. Благодарам и на вас.